често ситуации каде што испадна да бидам дискриминирана врз база на една или друга националност. Пошто ја не можам да се дефинирам што сум, јас сум све. Пандемија почна, иницијатор беше мажми, пошто вика да направиме нешто за нас. И во тоа слободно време јас го искористив да почнам да пишувам за чаршија. Специфично почнав со тој наслов, почнав со идејата и кога мислев каде да го сместам како приказна, некако најприродно ми дојде чаршија. Затоа што тоа е на сите јазици исто, чаршија се вика, турски, албански, македонски исто чаршија. Ја не би го дефинирала као против нешто, туку би го дефинирала као за соживот, за мултикултурализам. На Хонда му беше лесно тие зборови да ги научи. Со Аксел беше најсмешното. Не можеше да запамти како да се крсти. Лево, дали, десно, значи цела време го утињаше тоа. Најмногу внимание привлекоа епизодите што ние најмалку очекувавме. А тоа се епизодите што ја работа темата на екзодусот. Тоа покажува дека тоа изгледа голема болка на општеството. Тоа што се заминуваат младите. Свативме дека таа тема треба малце подлабоко и подетално да ја работиме. Прва клапа у бейс 42,5. 42 и 2/3. А што се 2/3? Не знам, дека брате, па 1/3 е онаму таа другата што е куќава е 2/3. Така, во бурек ми се свиѓаат 2/3. Ме четврт ми се. Че колку е у бурек 2/3? Не знам, брат, јас сум немал 16-тина. Осмина на пола. И во минати. Да. Нема везе. Отварам уште одма, чекај, мојот микрофон многу се на гости. Официјално имаме Сибел Абдију, наша позната режисерка, не знам друго што, продуцент. Моментално најпозната по серијата Чаршија. И за тоа си неденеска гостинка, што и многу ми е драго што ќе збориме за тоа. Но пред тоа да ги поздравиме нашите пријатели, вели може? Не може. Не може. Поздрави си ги ти. Ајде, стартува. Јас знаеш дека со не ги кажам толку убаво како што ги изговараш ти. Само се забодрам на B42 ИПОЛ, кој што повторно ни обезбеди нов простор за да може да снимаме уште еден интересен подкаст како овој и како сите останати. Да го сега да се го резервирате бейс другиот, не овој. Контактирате. Ој не го давам. Ој не го давам, официјално не го даваме. Само да се забодрам на бенто блумки кои што ги прават најубавите мали бенто тортички кои што се од 20 до 4 и може да начнете со скенирање на QR кодовите. Само се забодрам на Red Bull Македонија кој што не напива со Red Bull или дава крилја. Само се забодрам на Goblin Games, најголемата најубавата продавница за друштвени игри или како што овде сега да ја каже гик продавница кој што годинава сава 25 години постоење. Само се забодрам на Fat Kitchen кој што не приредува и денеска храната, каде што само за тебе има официјална храна, бидејќи ние не сме главни, само ние сме главни и само да ги поздравам нашите најнови пријатели од Вео Нео. Па гледај, може да си почнете вие? Да се почнеме ние. А ти мези си. И ја ќе си почнам. Он јаде све од Fat Kitchen за некои си 10 секунди, така да... Значи нема Значи, да трае. Треба да те пријавиме на онакви fast eating. Нема, брат, иначе знаеш како да се пријавам, нема кај нас во Македонија. Ти додека се јадеш, Сибел, сега да те прашам, пошто си имаме ние концепт од раѓање до доаѓање на подкаст се го викаме, да ни раскажеш нешто повише за тебе. Која си, што си, како си и се до моментот љубовта за станување на режисер. Да. Значи, ептено од почеток да се вратам. У Скопје сум родена, тука сум растана, а од Трнодол сум, од Козле. И сега као почнав. Градинка учев македонски, основно учев албански, средно учев турски, факултет учев англиски. И така ги поминав некако сите фази и јазици у животот. Студирав англиска книжевност првично и тоа се запишав со љубов, баш тоа сакав да го учам. Не беше мојата прича да ме чекај прво нешто по-нормално, па после уметност. Не, баш тоа сакав, многу сакав книжевност да студирам. И кога почнав да студирам книжевност, оформивме еден аматерски театар во катедрата по англиски јазик и
почнавме така аматерски да се бавиме со театар, затоа што многу е поврзано нели книжевноста со театарот. И во текот на 4 години кога работев тоа аматерски. И на почетокот немав идеја дека сакам со тоа да се бавам, ама некако од тие 4 години почнав многу да го сакам тоа. И така решив да се запишам после на магистарски на театарска режија, па уште едни магистарски од Турција, англиска книжевност со акцент на англиски театар. И така почна мојата приказна со уметност да се бавам. И така ден денес уште се бавам. Едно прашање. Не ти треба да имаш нешто ФДУ режисер за магистарски некое знаење за режисер дека кажа си студирала англиска книжевност, а магистар си била као режисер. Да, мислам дека може да се направи таков прилаз, затоа што книжевноста е многу поврзана со театарот. Така да. А ако се прашувам јас, театарски режисор па и филмски режисор може да бидеш и без академија. Не, да не ти бара нешто, не знам, документи. Добро, јас приватно студирав, така да не знам, не знам на ФДУ, мада имам една пријателка што исто студираше режија после книжевност на ФДУ, така да мислам дека и таму е дозволено. На Естра имаш завршено? Да. Кажи ми интересираше, пошто спомна едукација на повеќе јазици, колку беше првично тешко, но после па интересно да студираш, мислам да изучуваш на сите јазици, пошто ретко кој тоа го може. Види, кога ти се случува тоа од многу рана возраст не приметуваш. И тоа ти доаѓа некако природно и затоа ја не сум ја осетила таа потешкотија, затоа што сите 4 јазици што ги зборам ги имам научено на многу мала возраст, не ни памтам јас како сум ги научила, едноставно природно се случил тој процес затоа што нели од мешан брак со мајка ми е турчинка, татко ми е албанец. Живеам во Скопје, нели сум го научила македонскиот паралелно од градинка. Англискиот исто на многу рана возраст почнав да го учам и така да не ги осетив јас тие прелази, да кажам, може би само малку ми беше тешко средно кога се запишав турски, затоа што например основно учев албански и немав никакви допирни точки, да речеме, со турската граматика или со турската книжевност, а при тоа само го зборев јазикот, не го имав научено на студиозно. И сега средно доаѓаш и треба да учиш граматика, ама тоа е, например, граматика за луѓе што завршиле основно турски, веќе си имаат основата и си знаат. Секој напредна некоја математика му доаѓа. Да, граматика. Да, баш така и како математика напредна. Може исто ти заваѓа тоа, граматика, математика исто ти. Матеграматика. Да. Мене не ми иделе јазици така да алалдим на тие што видат. Па не знам, еве ти викам, може би и мене не ми одат јазици, појма немам, зашто сум имала среќа као мала да ги научам па. Ме интересираше, пошто доста интересен мешан брак и тоа во Македонија, што е технички 3 јазици во исто време. Како се зборувало дома, како дете? Турски се збори затоа што мајка ми не знае албански. А татко ми знае и турски и албански. Мислам, мајка ми сега знае албански, тоа она научи паралелно со нас, со мене и со брат ми, додека ние учевме во школа и она со нас научи, уште не го збори добро, ама генерално се збореше турски. Најсмешно е како зборам со роднините од на татко ми страната. Значи збориме хибриден турско-албански, значи ни турци не разбираат, ни албанци не разбираат. Мешано. Да, тоа е скроз Тарзан бе, Тарзан јазик. Да. Не, дали ако татко ви сакаше нешто да ви каже за мајка ви да не дознае, ви кажуваше на албански. Не ми текнува таква ситуација, ама ми текнува колку се смеевме со брат ми како мали, кога мајка ми пробуваше да збори албански. Тоа ни беше пресмешно нас, затоа што не знам, сега греота жал ми е жената смеја.
малтретирале многу, кај се мачи, уште ние се смееме и правиме, кажи го, комплекси, ама тоа ни беше пресмешно со Неза и ден денес кога ќе слушнам некој збор што ќе го избаци од нигде никаде, што не знам ни од кај го слушнала. И многу ни е чудно тоа, ама да, тие се тие работи. Не, и интересно татко им да ги кара на албански за мајке да не ги разбере што зборат, за да биде, немој така пред децата сега, не збори така. Викат, не убави работи, не збори. Да. Све е супер, не. Све е окей. Кажи ми, и од толку јазици решаваш англиска книжевност. Што дое моментот англиска книжевност? Книжевноста, заради книжевноста го одбрав англиски јазик, затоа што во катедрата за англиски јазик и книжевност не се учи јазикот. Ти таму веќе, кога се запишеш, ти треба веќе совршено да го знаеш англискиот, за да можеш да се запишеш на таа катедра. У мое време имаше приемен испит, сега нема, мислам дека, не знам како е. Само на медицина има прием. Не, Ба и на и таму медицина нема, мислам. не, мислам дека и таму нема. А и таму нема. Па добро, тоа време имаше А не, приемен. извини, само на ФДУ. Да. Само на Добро, ФДУ. тоа е да, затоа што е специфичен сам по себе. Тој приемен беше многу тежок да се помина, например, за англиска книжевност и поентата беше нели ти веќе да го знаеш, да го владееш добро јазикот и мене целта ми беше само заради книжевноста јас се запишав на тој смер, затоа што англиската книжевност сите знаеме, мислам, тоа е, не знам, имавме комши како мали, многу странци и ни подаруваа книги, уште мали кога бевме, и затоа јас го научив јазикот многу рано и веројатно таму ми се роди таа желба и љубов, затоа што ми беа многу интересни тие книги за читање. И така почна се. Од Шекспир до Да, све да. можно. И моментот будење љубов за режија, пошто од книжевност нели спомна дека е многу поврзано и стварно е поврзано, но повеќе сакаше да пишуваш работи во сценарија или и да ги режисираш? Не, да пишувам ич не сакам. Тоа некако секој пат нешто поиграно судбината испаѓа да пишувам нешто. Како испаднат? Кога го направивме аматерскиот театар, значи јас воопшто не знаев ни дека имам таков талент, да кажам талент. Не знам дали е тоа талент или со многу работа и желба се постигнува тоа. Ама се пронајдов некако во тоа и ми беше многу интересно и не знам, кога режирам ми се појавуваат некои искри у главата, како некои хемиски елементи да ми се спојуваат у главата. Знаеш, многу е интересен тој процес, како некои хемиски процеси и тоа веројатно се лачат некои хормони како ендорфин, допамин и така натаму и тоа го осеќаш дека те исполнува тебе. И така некако открив дека сакам со тоа да се бавам. Јас без разлика што режирам и во филмската индустрија, мене ден денес прва љубов ми е театарот и во театар уживам далеку повеќе од филм, така да ето тоа е приказната и често го кажувам ова. Исто може би имало големо влијание тоа што мојата најдобра другарка Кони, татко и беше тенор во хорот на опера и балет и ние многу често од Ептен мали одевме го посетувавме опера и балет, гледавме доста представи и веројатно и тоа нешто чивијата уште од тогаш влегла, па ми било интересно. Ние имавме можност сега пред брзо време за прв пат да гледам представа во турски театар. Да, која представа? Слепци. 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 Фантастична, ја уште не можам да се приберам. Многу ми се свиеше тоа мала сцена. Да. И таа интеракција со публика што има текна цела представа, доаѓа те гала, те чепкаат за раце, за нозе, те потрни се ти викаат малце, значи скроз онака. Да. Но јас сум уште не можам да се смирам овакво. Па да ја гледате емоции. И Човек Перница, таа исто моја представа во турски театар. Веќе 6-та година игра.
исто има деловна интеракција со публика, така да На мала мислам дека сцена? ќе ви се свиѓа. Таа е камерна представа, меѓутоа се игра на голема сцена со тоа што публиката е на сцена качена. Аха. Да. Аха, значи не е како ова на мала скросу базенчето. Таму го беше, викаме. претходно таму беше, меѓутоа зашто ќошот го користиме ние, зашто вратата оние користат и кога го отворија базенот веќе стана некако невозможно таму да се игра, така да ја префрлија на голема сцена, ма се уште е Готово, камерно. значи да се ставам у чеклиста. Да, сега ќе игра во мај, ќе ве подсетам, ќе ве пишам. Слагјана не покани на Амадеус за денес Да. во 8, викам Тешко. и кажав кој супер ај да видиме и после викам ја бе снимање, ја викам ништо, викам тешко. Да, и таа е добра представа да одите да ја гледате. Мене ми беше прв пат гледање представа на јазик кој што не го разбирам, мислам не го говорам. Нормално разбирам зборови, турцизми на друга, ама јазик кој што не го користам у секојдневието, не го збориме. И баш и Сваѓана кога ни беше на подкаст ни раскажуваше како всушност се игра во турски театар, нели со превод едно друго. Додуша Слепци се игра на 3-4 јазици, на повеќе јазици, но мене ми беше фантазија искуството моментот што успеа да видам како е театар со превод. Например, филмови, серии, било такви работи, секогаш си пуштам сабтајтл. Не е битно дали е странско, дали е домашно, секогаш си сакам да си имам текст, ама театар со превод ми беше буквално фантазија и си реков дека ќе се обидам многу поголем дел представи да гледам, дефинитивно ова што ја имаш режирано и сакам да ја гледам. И јас сум онака фанатик по театар, многу обожавам да идам на нови представи. На момент ми е криво зашто стари представи што не се играат, не се некаде снимени да можам да ги гледам и се тие работи, но сакам да кажам турски театар фантазија. Ја обожавам да работам во турски театар, тоа е неверојатен ансамбл, многу се колегијални, има многу хармонична атмосфера таму и за режисери тоа е рај. Значи кога се соработливи актерите, тоа е многу лесно за работа и за креативност, зашто не се бавиш со банални работи, туку се бавиш само со креација. И така да затоа имаат добри продукции, баш онака би препорачала секој да оди, затоа што можеш да следиш секоја представа, можеш таму да ја следиш, затоа што има превод на македонски, така да. Мене тоа ме беше ради, тоа ја не знаев дека на мала представа. Сакав тоа искуство да го доживам на театар со превод. Да. И јас кога отидов ја не знаев дека у мала представа, дека у мала сала се игра, мала сцена. Да. И си чекам ред да ми отворат, нели, у Големата, да. у комедија. Да. И најнаш Турски гледам театар е. десно Не отварат, комедија е, да не се лаже. Кој е турски театар? отварат као врата и ајде као абе тука беше влезот, ама добро, ајде. Че викаде таму ќе идеме. И кога влегов, кога видов столчиња стајани околу, кога видов, Има убава поставеност таа представа, иако јас морам да признам се уште не сум ја гледала, ама знам, мислам за што се работи. Така да и знам дека е многу добра представа и не сомневав јас за таа екипа. Јас само малце лошо искуство имам што у истата вечер во бистро комедија се организираше некој настан, имаше чудна музика и глупости што малку чуден шарм дадоа на представата, ама не беше толку гласно и не пречеше толку многу. Јас лично се фасцинирав од актерите кои што глумат таму. Никој од нив до тогаш ги немав гледано на сцена. Тоа е страшно добра екипа. Да, тоа е што го зборев, значи они толку се даваат кога работат, значи тоа е неверојатна работа. Јас исто едно искуство што го имав во турски театар, ја режирав Слугинки од Жан Жане. И ни се случи една несреќа, 10 дена или една недела пред премиера, еден од главните ликови се повреди. И не можеше да продолжи, а за 10 дена треба да вадиме премиера. И тука улета колегата Дженап, што глуми исто и во кај Слепци,
еден полничок, постар сиво коса. актер, да. Глуми У слепци, да. И И у во стари. Чаршија, Да, да. и во Чаршија да, го гледам, да, да. Насар Да, го да. глуми. Значи, он улета и пази се, тоа беше кореодрама. Значи, има кореографија, има режија, има текст. И главен лиќа. Значи, он требаше за 10 дена да се спреми. Од секој аспект. Тоа беше ноќна мора. Тоа е ноќна мора за еден актер. И плюс да улеташ ти на нешто веќе изражирано, не си во процесот ти, туку све е веќе наместено и ти само треба да го правиш тоа и тоа е многу тешко за актер, затоа што не го осеќа тоа, не влегол у процесот, не е органично, за некој друг било органично, па он додека си го најде, нели формата да ја најде, ама он е извонреден актер, се снајде без никаков проблем. И ја спаси представата и чак што више представата испадна уште поинтересна. Така да. Да не продолжи он да си е главна улога во представата. Да, он си продолжи, со него беше представата. Он си продолжи? Да. Но ја мисле дека која... Не, со него си продолжи представата. Па се заслужиш, човек. Искрено, во Слепци прв кога го видов на сцена, сум го гледал во Чаршија, во серијата, но на сцена у театар прв пат него кога го видов, страшна фасцинација минала. Да, он е многу присутен. актериште. Да. Он исто од постарите Селпин, морам да го спомнам Конфуци што го глуми исто во Чаршија. Многу е лесно со такви актери да се работи, затоа што они се постојано присутни, уствари најважна работа, многу си ја сакаат работата. Тоа е многу важно, затоа што ако не ја сакаш таа работа, не можеш така 100% да се дадеш и да се фокусираш. Значи, они се затоа се толку добри. Затоа ти го привлекуваат вниманието на сцена кога ги гледаш, затоа што се тука. Не се на друго место со паметот. Скроз. Така да тоа е тоа. Кажи ми, твоето искуство со тоа што турски театар е меѓу најстарите театри во Македонија, но за жал се уште нема официјална зграда. Па не, види, јас не сум вработена таму. И Но пак режираш јас, таму. да, и што сум имала искуство, што сум работела со тој ансамбл. Од една страна ми е криво, од друга страна ми е мило дека конечно ќе се имаат нивна зграда. Секогаш делеа со некого, значи претходно беше театар на народности, сега што е, извинете алармот. Emergency. Значи, прво беа во театар на народности, делеа со албански театар, па после тоа нели почнаа да ја градат зградата, па дојдоа во комедија и се уште се гради зградата, али мислам дека се при крај. Кај се наоѓа таа? Кај Веро Џамбо. Позади Веро Џамбо. Да. Да. Кај Таму има Старо Балецко било тоа. Згради има, таму има згради за живење, прават огромни. Па може ова и да ти изгледа како зграда за живење од надвор. Да. Може си ја Баш- видел, ама не си ја приметил. Баш ке да, Не е театарска, тоа е Од стакла е целата, многу е убава, многу убава е Баш направена. И баш едва чекам да направат, мислам го имам видено и планот како ќе изгледа внатре, многу убаво ќе изгледа, многу убаво го имаат дизајнирано, не знам кој архитектонско студио им го правиле, ама многу е убаво. Така да, Кажи ми, имаш режирано во албански театар нешто? во албански немам режирано, имам режирано во Косово, во Приштина, во Националниот театар, таму. И после гостуваа они тука. Која е разлика режирање надвор од границата на Македонија или театар си е театар, штиците што живо Театар значат? си е театар, имам режирано и во Истанбул. Во Турција режирав Цезар. Единствена разлика што можам да ја кажам помеѓу, ајде да речеме Турција, Приштина не ја рачунам за многу различно од нашиот менталитет, ама во Турција беше разликата што актерите беа многу точни и го учеа текстот, значи кај нас почесто сакаат актерите да го учат текстот со мизансцен на проби. Таму немаше такви ситуации, таму доаѓаа со веќе научен текст. Значи само на читачки проби го читаа текстот, после тоа онака
им беа мислам мене ми беа одврзани рацете, многу е полесно така да се режира, поготово за режисери како мене што правиме кореодрами, што користиме доста хибридни форми и некогаш знае тоа да те ограничи ако акторот не го знае текстот на памет. Ајма се објаснување за ја не знам што е кореодрама? Тоа е театар каде што имаш и кореографии. Кореографски парчиња, да. Значи со што треба специјално за драмата да се шијат ствари? Така? Не, кореографии во смисла да се денса. Најблиско да. балет. Да. Као современ балет, да кажеме. Тоа е. Значи мене ја не можам да сватам, не можам не можам да влезе во глава како е као режисер, ти као режисерка треба да го смислиш тоа све, така? Значи секое движење на сцената ти треба да го смислиш. Тоа многу работа е. Да, многу работа, но многу е интересно тоа. Значи тоа затоа мене театарот многу повеќе ми се свига, види во филм немаш вака. Во филм имаш уште повеќе слобода да правиш што сакаш, меѓутоа редоследот е различен. Значи во филм не можеш да импровизираш на самото снимање. Можеш да креираш поголемиот дел од креацијата ти се случува во pre-production. А во театар ти се случува во production. Значи во pre-production јас како функционирам, имам тим со кој што работам, имам кореографка Александра, да си ја поздравам од тука, Начева, имам композитор Албин, со кој што работам и сценограф и костимограф. И сега, јас бидејќи најчесто користам кореографии, ја морам претходно да направам музика прво. И што правам? Јас прво го пишувам И музика прешти у... Не правам јас. Имам композитор. не. Музика да... Не, композиторот го прави, али сакам да кажам, јас морам да му дадам насоки он што да прави. Значи морам да имам ја веќе некоја визија. И сега за да си улеснам работата и за мене и за мојот тим, ја правам мудборд. И во тој мудборд опишувам некои основни работи за представата и со слики кажувам што сакам. И правам некои столбови, да кажеме. И сега мојот тим го има тој мудборд и они се водат затоа што јас многу верувам во тимска работа и верувам дека секој треба да се ја врши својата работа. Ја, например, на Александра никогаш не се мешам во кореографија, нити па на Албину музика или на сценографот или на костимографот, не им се мешам како они ќе го осмислат тоа. Мене ми е битно да го доловат, да доловат атмосферата и пораките што јас сум ги замислила. И ние такав, а они тоа го добиваат од тој мудборд што јас го правам. И после тоа, како почнува процесот, затоа што многу исто ми е битно тоа све да биде органично и да се осеќаат комотно актерите во тоа што го прават. Често знам да правам и компромиси, да прифаќам и нивни сугестии, да можат и они да придонесат нели во тоа, за све тоа да биде некако, да има некако флоу. И кога почнувам да работам сцена по сцена од читачки проби, они на начинот на кој што ќе ги интерпретираат ликовите, ги дискутираме, ги збориме, мене ми се раѓаат идеи како треба тоа конкретно да изгледа. Значи јас во целина го знам како треба да изгледа, ама конкретните моменти ги ствараме за време на процесот и тоа ми е најзабавно. И затоа театарот поише го сакам од филмот. Така да ето така се ствара тоа. Али да, има многу layers што треба да ги мислиш и све тоа треба да функционира. Али тоа го осеќаш ти на лице место, дали функционира или не функционира, имаш прилика да го смениш, па да пробаш нешто друго. Па можеш да изрежираш цела сцена, па ако не функционира, скрос од почеток да изрежираш. Така оди тој процес, не е тоа дека сега одма од прва мораме да го направиме. Колку време ти треба вака од прилика? Знам дека за се различно од
За колку време од прилика режираш една представа? Па од прилика представа се режира од месец и пол до 2 месеци. Тоа е оптимално. Сега има некои исклучоци нормално, Да, каде што да. мора или некогаш побрзо, или некогаш, например во Истанбул, морав да ја завршам за 1 месец, ама интензивно. Имавме дупли проби секој ден. Така да тоа таков процес беше. А имало ситуации каде што некогаш се пролонгирал тој процес заради X причини, али оптимално е месец и пол до 2 месеци. Ме интересира моментот за Турција, што спомнам дека многу поинтензивно учат и работат за текстови на друго. Дали тоа влијае на пример од мега хига дупер продукцијата кои што имаат они со серии се навигнати за тоа или нема веза? Мислам дека во прашање прво едукативниот систем таму, начинот како учат у школа и академии, и второ големата конкуренција, да. Тоа си го прави, значи они знаат дека за секое може да се замени таму. Така да плюс ова беше приватна продукција и прават се за да можат да се покажат. Така да тоа е тоа. Отприлика колку театри има во Истанбул, знаеш? Како? Колку театри има во Истанбул? Имаат 36 национални театри, тоа се државни, а имаат каталјарда градски театри и каталјарда приватни театри. Не, Така да. за Истанбул само мислев. Не знам. Ама пак е у стотици. Сигурно поише од 200 театри. Не, и баш Сигурно, да. ти што спомна, таму секој може инстант да биде заменет, пошто Да, таму е масивна продукција да. и се останато што е многу сериозна играчка. Сега ме интересира за како е правилно машина productions. Да. Кажи ми, Машина. машина. Машина, влезен ми машина. Како се формира, зошто се формира, која формира, све ме интересира. Јас ја формирав во 2018. Како па зато ние имаме продукција во Приштина, ама пошто решивме да се вратиме во Скопје да живееме, така некако почна ајде тука да правиме нешто. Јас уште тогаш у Приштина инсистирав таму да се вика машина, ама не успеав да извлијам на мнозинството. И после тука кога дојдов... Машина као машина или као машина има машина. некој друго знаење? Не, баш као машина, дека сакам у машина да се влезе и да се работи цело време. Тоа ми беше асоциација зашто се вика машина. И после кога се вративме тука 2018 ја формирав и од тука почнавме не почнавме од нула, од минус почнавме. Како продукција, така да. We know the feeling, се вика тоа. И така почна и не знам, почнав со театарски продукции, па после со филмски продолживме и ета така се уште паралелно ги тераме и двете работи. Ме интересира моментот што никад не ми бил јасен продукција за театар. Што всушност како работи тоа продукција за театар? Пошто според нормални знаења театар се го имаш ансамблот и доаѓа режисер прави представа. Ама што е моментот со доаѓање на продукција? Во суштина, во странство како функционира тоа, а и во нашите театри имаш и вработени продуценти. Ама исто како во филмската индустрија и самите театарски проекти имаат потреба за продуцент. Затоа што пак работиш со масивна екипа, со голема екипа, со многу сектори и све тоа треба да се искоординира, а патем тој што го прави тоа треба, пошто продуцентот е баба на све. Значи тоа е тој што има визијата и тоа е тој што ги собира луѓето и го прави нештото. Така. И исто функционира практично и во театар, само што да, ова ти што го збориш, може да се нарече на некој начин дека директорите се продуценти кај нас во нашите театри, затоа што
така функционираат државните. Меѓутоа, ева конкретно Машина Продакшн ние правиме затоа што приватни представи правиме, затоа има потреба од продуцент, што ќе најде локација, ќе најде пари, ќе најде актери, ќе најде екипа и така натаму, и затоа има потреба за продуцент. Чеки, значи, ви како Машина доаѓате, не знам, да кажеме, у турски театар и кажувате, сакам да режирам представа или сакам да режирам оваа представа? Не, вака оди, обрата на процесот. Значи, Машина Продакшн, да речеме, ева, за човек перница да го земам за пример. Значи, јас имам идеја за представа. И се зборам како продуцент, не зборам како режисер. Имам идеја за представа и сега што правам? Прво, барам локација. Второ, барам пари. Трето, барам екипа. И сега, прво локација, ми се свиѓа турски театар, зашто сакам со тој ансамбл да работам. И што правам? Одам во турски театар и викам, слушајте, јас ќе аплицирам во Министерство за култура за средства за таа и таа представа, дали сакате да правиме копродукција? И турски театар вика, да, сакаме, или не, неќаме. И ако ти речат да, правиш договор, што даваат оние од копродукцијата, што даваме ние. И да речеме, оние, им викаш, мене ми требаат тие и тие глумци, а јас од надвор ќе ги донесам тие и тие глумци. Вие дајте ми простор и екипа, и глумците, да речеме. И на тој начин функционира како продуцентска куќа, да кажам, кога се прави представа. Значи, тоа е моментот што кај нас глумци кои што, многу глумци кои што не се вработени во театар официјално, можат преку копродукција да влезат во одредени представи? Можат, така. Да. Пошто ги следам и цел ден, не знам, МНТ на пример објавуваат нови представи и сите голем дел од актерската екипа им се глумци кои што не се никаде вработени и само ги зимаат за да бидат у таа одредена представа. Можат и во некопродукциски проекти, каде што режисерот ако нема во ансамблот калибар на актер што му треба за таа представа, да отворат конкурс и да земат надворешни соработници. И така може невработени актери да учествуваат, а и може преку копродукција. Кажи ми, кога бираш простор, театар каде се режира тоа е онака како да кажем, како таму ќе биде додека биде до крај? Не мора да значи, може и да се пренесе представата на други места, може да се направи трансфер. Таква беше, например, Модилјани кога ја правев, таа ја правев во МКЦ, меѓутоа после тоа се сменија нешто политиките у МКЦ, па беше невозможно технички да ја одржуваме таму, па побаравме од турски театар или од комедија да ја префрлиме кај нив. Може и тоа да се случи, такви ситуации има. И се едно прашање што не знам дали смееш да одговориш, моментот со финансии, зашто точно и како се трошат сите финансии? За плати, за сценографија, за... Да, за плати не се трошат, за хонорари се трошат. Значи, да, се прави буџетска распределба на средствата и има, да кажем, некои одредени шаблони. Имаш за авторски права, тоа ти се режисер, композитор, актери, сценограф, костимограф. Имаш за техника, техничка екипа, за тонец, не знам, сценци, така натаму. Имаш за сцена, имаш за костими, имаш за сценографија. Така на тој начин се делат средствата. Кажи ми, што ти е прв проект со Машина Продакшн што си го направила? Чекај да се сетам. Аудиенција. Аудиенција беше представа во МНТ што ја направив. И таа беше наменска представа за чешка амбасада за 30 години од Кадифена револуција. И они бара по нарачка, да кажам, беше тоа, бара текст од Вацлав Хавел и затоа го одбра аудиенција. Тоа беше, например, тоа ти е пример за обратен процес. Таму јас како режисер не го одбрав текстот, туку имаше конкурс за тој текст и јас им понудив концепт.
Значи како би го замислила јас тоа, како би изгледало. И нив им се допадна мојот концепт и го одбра и така го реажирав тоа. Тоа значи дека само еднаш си има изиграно представата, само за специјални Не, настани? таа беше на редовен репертоар, меѓутоа ковид фати. О, Да, и да, после тој тоа период за 2 години. се заташка работата и после тоа беше малце комплицирано да ја вратиме, ама беше на редовен репертоар. Че на кој јазик си играше? На македонски? На македонски? Да. Кој бе актерска екипа? Владо Јелановски и Дженап. Дуо драма. Да, дуо драма беше. Предобро. Да, многу беше добро, да. И од тој проект пред него решава дека ќе правите еден многу интересен проект кој што се вика Чаршија, кој што може секаде да се гледа буквално на социјални мрежи, на YouTube, на едно друго, но специфично е на YouTube, што мене многу ми се допаѓа бидејќи конечно имаме квалитетен и добар проект кој што може да го гледаме на нашата омилена платформа која што сме зависници од YouTube. Кажи ми, првиот момент како доаѓа моментот со Чаршија? Ајде. Од првите почетоци. Мене ова дека 100 Да, пати го знам. имам раскажано, ми е веќе досадно, али како пандемија почна, Така. иницијатор беше Мажми, пошто вика све нешто снимаме за некој други, вика дај седни напиши ти нешто, да направиме нешто за нас, затоа што ние имаме опрема за снимање и многу серии во Косово ги снимавме ние. И често работевме како што вика он за други. И баш кога што се погоди пандемија, самата индустрија стивна, театрите не работеа, не се снимаа ни реклами ни ништо. И во тоа слободно време јас го искористив да почнам да пишувам за Чаршија. И Ја пишуваше специфично Чаршија? Да, специфично почнав со тој наслов, тоест вака, почнав со идејата и кога мислев каде да го сместам како приказна, некако најприродно ми дојде Чаршија. И решив дека и насловот треба да биде Чаршија, затоа што тоа е на сите јазици исто, Чаршија се вика, значи и турски, албански, македонски исто Чаршија. И српски, не знам како беше. Чаршију. Да. Само на англиски е базар. Да, базар. И така да така почнав, го напишав концептот, ги напишав ликовите, ги разработив односите меѓу ликовите, темите во главно што сакав да се работат. И после тоа го дадов концептот на сценаристот Артин, он беше исто во оваа екипа на Чаршија, и он ја напиша првата пилот епизода, која што впрочем беше 20 минутна, како што прво ги имав замислено. И после со таа епизода ние правевме питчинг. Така. Чеј, сега се пократки. Да, 5 минути. Зашо до се пет. тоа? Чеј, ќе дојдеме до тоа, чеј. Мене ме интересира дали уште од првиот момент кога ја пишуваш Чаршија, фокусот ти е да биде малце против дискриминација, против се останато што е фокусирано во представата, говор на омраза и Ја не би го дефинирала као против нешто, туку би го дефинирала као за соживот, за мултикултурализам, затоа што нажалост целата работа почна од ситуации што мене ми се случува. Значи имав често ситуации каде што испадна да бидам дискриминирана врз база на една или друга националност. Пошто ја не можам да се дефинирам што сум, јас сум све. И не ми се допаѓало нити кога едните зборат лошо за другите, нити другите лошо за третите за четвртите и така натаму. И секогаш такви разговори ми пречеле и ми сметале, а многу често луѓето не знаат што сум, затоа што сите јазици што ги зборам многу добро. И знаат да се опуштат пред мене и да не знаат и да пцујат за едниве за други, овие да пцујат за други и така натаму. И тоа почна да ми пречи некако многу тоа време. И
сакав малце некако луѓе дајте, значи дај сватете малце колку имаме среќа што живееме во мешано општество, колку можеме да учиме едни од други, да си ја збогатиме културата едни на други, затоа што ретко кој има таква можност да расте во таква околина и да може да си придонесат еден на друг. Така. И сакав таа порака да ја принесам, да сватат колку е поубава таа страна на нештото, не оваа што цело време ни се сервира. Што патем многу ми е банално да зборам на таа тема, многу ми е стварно Така. као 21 век, ама. Да. Мислам, да не се лажеме, сите знаеме и што се случува и како се случува. Мене, ја имам еден друг момент што толку омраза према другите, а не си ги знаеме културите толку многу. Например, македонец мрази албанец, а не му ја знае ни културата, не му ја знае историјата, му знае само одредено нешто за кое што може да му оди против, а ништо не му друго, например, религија, ништо не знае. Например, исто и со турци, со едно со друго. Мене тоа ми е моментот што ми е многу драго што живееме во мултикултурна заедница каде што не мора толку да искачаме од границите на земјата за да ги учиме културите на другите. Например, јас на факултет имав предмет кој што се викаше културолошки туризам, каде што книгата беше негде 700 страни онака и се изучуваше многу длабоко за многу култури, многу религии и у тој момент многу јас лично се заразив со моментот изучување на културите и љубовта да дознаваш многу работи за другиот, а другиот кој што живее до тебе, преку улица, онака, мислам, сите сме растени во мултикултурна заедница и околина и тоа е, знаеш, убавината, мислам, сите, не знам, христијани одиме кај муслимани на Бајрам или обратно на Велиден и такви ствари. Многу е убаво едноставно и многу ми е криво и ме нервира што многу луѓе тоа го дискриминираат, го одат против него и жалосно е апсолутно. Е за тие луѓе што не разбираат колку е поубаво да ги живеат тие работи и колку ќе им биде и животот полесен. Денес баш читав на вести една статија, албанецот што не однесе на месечина и никој не направил вест за тоа. Имал во тимот на Артемис двојката некој албанец од Гостивар и не е воопшто битно што е албанец. Значи битно е што е од Македонија и ние сите треба да се гордееме со тоа и никој не направил вест за тоа. Тоа е толку жалосно. Не, мислам, нели? Вест направија само моите колеги од Порталп, кои што ние во Мета ја пренесовме. И јас друг медиум, македонски медиум, не видов што го објави. Денес видов јас една новинарка, сега нема да се сетам на името нејзино, баш ми е жал. Баш го имаше прокоментирано во таа смисла дека ги искритикува сите наши новинари што не го пренеле тоа кога би требало нели да се гордееме со тоа. Не следам албански медиуми пошто сепак не можам да ги разберам. Пошто соработувам со колеги од албанска редакција, знам дека они го објави уште дента кога првиот ден кога полета Артемис и знам дека и кај нив тоа добро помина, добро читано беше од страна на луѓе, на албанци што го разбираат јазикот и медиумот. Кога го објавивме на Мета, например, на македонскиот медиум, реално беше доста изигнорирано, као не беше ни читано, никој не го интересираше, мислам, што викаш ти човек од Македонија кој што отишол во САД да работи во НАСА за се не можам да сетам точно кој тим, но сепак многу влијателен тим што помогнал за Артемис, мислам, тоа е многу сериозно и ми е криво што не се зборуваат такви работи многу. Иако за оваа тема мислам дека не се работи конкретно толку за да речеме на националистичко ниво, туку
ние општо не се гордееме со успеси на луѓе од нашите Да, бе, земја, да што гледаме се- само нешто. Да, само мрчиме нешто. Да. А ние ги сум гледаме, го а приметил има тоа. толку позитивни работи, има толку наши луѓе надвор што успеале нешто да Кендо направат. репрезентацијата на Македонија освои прво место Балкан, мислам. Кога? Вчера го дознав. Стварно? Да. Не знам за. Ето, или имаше деца на олимпијади што добија доста награди. Ама не се збори за Не се тоа, збори за као тоа, да да. е небитно скроз тоа. Да. Побитно е, не знам, некоја друга тема, него ли... Сега ти скоментирам. Што не се стрип уланска мајичка стара ти е. Смени си. Да, Не ти е добра мајичката, смени си. супер ми е. Ја сакам. Ајмо да влеземе во чаршија, во техничкиот дел. Прво ме интересира зошто е 4-3 резолуција. Мислам, вајде така се вика 4-3 резолуција. Затоа што го смислевме на почеток дека ќе биде за социјални медиуми и од таму се инспириравме, а и при тоа и јас и маж ми многу го сакаме тој формат. Многу е добро. Да, многу е добар, многу е некако внатре си у приказната си цело време, да. Има психологија тоа. Апсолутно. 4-3, што да Како кажам, коцка. Како коцка, Да, баш коцка. 16, Да, 16-9 квадрат. вертикално. Да. Порано сите филмови беа 4-3. Такви телевизори Да. имавме. Да. И 16-9 кога направи некако мене на почетокот ми беше чудно, ама Чудно, после да. со тек на време па се Се навикнав. навикнавме, да. И за Мандалоријан Добро. има во серијата, не знам дали си ја гледал од Не. Star Wars, си тера 4-3 формат. Не, друго е тоа. 16-9 се стандардот, и после се менја од 27-9 се. Се прави 16-9, па после ги гледаш како ти е, не знам како се вика тие црните. Black Label зове се. Се креваат, се тргат и баш кога треба да има некако убава лендскейп убав да има, се прави онака так 16-9 и гледаш Да. све Има доста филмови кои што го користат тој трик, да кажам, каде што го менуваат форматот и мене тоа исто многу ми се свига, додека е издржано, дека има логика. А никогаш некои филмови го прават тоа многу незабележливо и не приметуваш и само гледаш нешто друго ти е фокусот, а сваќаш тука е сменат форматот. Мислам дека и у Дюн тоа се дешава. Дјун, филмот, Во Блонд го имаше за Мерлин Монро Да, и филмот таму го што имаше, беше, да, таму да. имаше такви, тоа е по да кажеме уметнички таков, ама таму исто многу паметно беше тоа направено. Јас со чаршија, мислам пред дека правев момента, могу да се кажам, со чаршија се запознав тотално рандом, се седам на YouTube, Да. се скролам и ми искача, не знам која епизода Баш беше, ми ќе беше чудно тоа, дека рандом ти да, се не знам појави. точно која епизода беше, ми излезе, и читам чаршија слеш другите јазици, македонската верзија ми излезе, викам, чекам што е ова? И сваќам дека е у тој момент, на прв момент, помислив дека е некоја мини серија, пошто кратки епизоди, едно друго, но одма у момент 4-3 форматот, ми викам, чекам, што е ова? Као, ова за на YouTube, да не е за социјални мрежи случајно, и после ми истражив дека моментот што многу ми се добаја, дека е на 3 на јазици. Односно, мислам, епизодите се на повеќе јазици, ама сакам да кажам Да. со преводи со Со едно со превод, друго, да. со титли, со subtitles. И видов дека и на социјални мрежи исто така многу интересно поминува. Но моментот што е 4-3 формат, што спомнате дека е психолошки, стварно влијае, бидејќи го осекаш дека фокусот едноставно е карактерот што е моментално во акцијата, или така ќе кажеме, во моментот што се соживуваш со него, повише емоција можеш да, мислам, повеќе емоцијата можеш да му ја доловиш во целиот момент. И од кога ја изгледав таа епизода, сакав одма да ги изгледам и другите, и почнав прва, втора, трета, и дека кратки се, и со дека стигнав до, не знам, до 10-та, до 11-та, онака, многу интересни приказни кои што, мислам, различни приказни кои што раскажуваат одредени теми кои што стварно секој ден се соочуваме со тие. Да, а како прочем у секојдневие ги игнорираме. Така Тоа да, е тоа е- кечот.
Да, тоа ми беше фасцинантно на социјални мрежи специфично што има три исти видеа, ама со различни сабтайтл за секој што сака да ужива на својот јазик. И актирската екипа што има во Чаршија, тоа е фасцинација, пошто не е цело време истата. Да, имаме гест старс цело време и се менуваат некои, има кор тим што се цело време. И повеќето ги знае веќе кои ќе бидат уште кога го пишував концептот од 2020. Браво. Значи за повеќето не требаше ни кастинг да правам, знаев дека точно ќе бидат тие луѓе. И можеби некои ликови според нив ги пишував. Значи со актери со кои што сум соработувала, што знам дека можат добро да го извадат таков и таков лик и така сум одредила дека треба тој да глуми за таа улога или таа улога сум ја пишувала на база на тој актер, така некако се споја тука коцките, затоа што не знам дали знаете, ама кастингот е 60% од работата. Ако се утне кастингот, не можеш никако да спасиш. На Оскар од оваа година го имаше или од следна година ќе има? Од следна година ќе има. Награда за кастинг, за најдобар За кастинг. директор? Да. Не, за кастинг. Да. За кастинг или за кастинг директор? А, може директор беше. Да, може кастинг директор беше. да. Ама Да, како тоа е многу тешка работа. Битна работа е тоа. Најбитна. Утнеш ли тоа, готово, ти за возото погрешна насока. За Чаршија имаше поише кастинг моменти или само им се јавуваше сакам да го глумиш тоа и тоа? Имавме кастинг момент, имавме улоги за кои што правевме кастинг, ама знаеш како одеше тој кастинг? Например, со екипата ќе седнеме и сега сме го напишале да речеме ликот и даваат за тоа што види ова е ипак мал пазар и ги знаеме сите актери, со сите сме соработувале и онда правиме на кастинг у канцеларија, ставаме слики, овој за оваа улога, тој за таа улога, овој за оваа улога, ја бива го, не го бива, па после се јавуваме, прашуваме кој е слободен, кој не е слободен и така некако функционираше тоа. Мене највише ми се допаѓа, мислам го зборев много, ама сепак моментот што е Чаршија, значи местото каде што сите култури се спојуваат. Да. Ама не само домашни, и странци кои ќе дојдат и нивните култури таму се спојуваат пошто За Чаршија? Не, сакам да кажам пошто кога ќе дојде странец кај го шеташ прво? У Чаршија, пошто сакаш да види твојата култура, твојата историја едно друго и тоа ми е фасцинантен момент. Но друго што ми е фасцинантно што вие имате изградено специфични сетови за самите снимања усред Чаршијата. Да, имавме многу среќа за тоа што најдовме простор внатре во Чаршијата, магазин, чии што една страна беше комплетно стакло. Фактички едната страна гледа на улица у Чаршија у Калдерма, а другата страна си е внатре студио. И многу е полесно, не знам дали знаете, да се снима во студио, затоа што го контролираш светлото, ги контролираш зидовите, звукот и така натаму све контролираш многу полесно. И така да имавме среќа. Иначе многу беше тешко да се најде просторија за снимање таму. Ние баравме 3 дуќани првично, едно до друго. Ама сега Чаршијата е многу живната, многу е тешко да најдеш 3 дуќани на исто место слободни. Значи, имаше, например, 2 со 1 или 3 на различни место, тоа е продукциски хорор. Значи, на 3 места сетови да правиш, тоа е губење време. Ајде, земи камерата, ајде. Тие се приватни дуќани? Да. И сега ти му се јаваш на тој што е дуќан? Бараш под киријата ти го даде. Аха. Ама не функционираше тоа така да ова со студиото ептенни се погоди, мислам со магазинов, и решивме дека можеби е покостли вака да го градиме, ама уствари се покаже како многу попрактично тоа да го правиме. Освен што изгоревме летото, многу беше топло во Чаршија, а ние не можеме да пуштиме ни клима, ни вентилатор, ништо, пошто тоа се бучи. И така.
Треба саунга и некој да го средува тоа. Да. Ама и после Ева, како ќе го ова средува. што бучи у Па ја прва работа што прашав, фрижидер. ви бучили ова, дали ви Не. смета? Не ни смета, тоест не знам сега, до сега не ни сметаше. Не, Сега може би у малку ви студиово, некој шум не има, знам. ама... Има шум, сигурно, ама нема што да прави. Маци си ги средува тие. Нема опција да упалиш светла само. А, така. Да. Пред да почнеме го мислев, некој мало сјаличе брат да најдеме. Да ставиме? Да, некој. Некој летче со Летче батерија некој. што е. Од оние од тему. Да, Да, може. Не упалјачо онако Ајде, се уште светлаш. 3-4 епизоди јаме ќе истераме за следна сезона Мораме ќе се ви Може снимаме. ќе снимаме. може и тредмарк да ви биде овој звук више. Да, Ако сте го имале до сега. Да, дека. ќе биде после кај е тоа шуштењето позади. Нешто чудна ми епизода, ова. Многу е кристално, многу Да. многу вигувате у мозок, многу бете, многу и да бе, дај бе. Сакаме звукот, ќе Да сакаме звукот назад. петиција. Кажи ми, дали имаш некоја епизода што ти е омилена што си ја направила од Чаршија? Као, тоа е не мора омилена, ама една епизода што кога си ја направила си уф, ле, што направивме бе уја. Оф, леле. Осем сите? Да. Че тоа уште се снимат. Не, Така, завршивме со снимање. Готово? Завршивме. Колку ги има вкупно? Ја дека 36. 36, епизоди, добро. да. Можам да ја спомнам епизодата со песната. Може. Мгм. Тоа беше толку смешно снимање. Прво е масивно. Има многу актери, многу луѓе има во таа епизода. Најсмешно беше затоа што самата песна што е компонирана за серијата, да си ја поздравам Иренче од тука, што е композиторката, што ја направи песната, многу е добра и многу е певлива, меѓутоа е на сите јазици. Така е. Значи се пее на турски, албански, ромски, македонски и српски. И пред да почнеме со снимање, ние ја пуштавме постојано песната за да ја научат актерите да можат да кога прават липсинг да биде тоа вистинско. Меѓутоа тоа е многу тешко. Затоа што еден знае албански, друг знае турски, трети знае ромски, никој не ги знае сите јазици. Да, и тоа беше, луѓе, не знаете, значи, многу се смеевме со еден од камерманите, затоа што буквално тоа траеше можеби 2-3 сати. 2-3 сати, они само вергла. Немавме почнато со снимање, само вергла цело време ја пуштаме песната и они пеат ден сати и почнуваме со снимање и пак не се уклапаат липсинкот, пак некој нешто утиња. И нема врска после монтажот, тоа беше масакр, што да ти кажам, лови ги кадрите, кој успеал липсинг да направи. липсинг направил. Кој направил најубав липсинг. И заврши снимањето. И некој од актерите помина пак погрешно ја пее песната. И камерманот вика, бе, таму со стебите, ја научиме песната. Значи, 2-3 сати ја вежбаат и уште 2-3 сати снимање има. И цело време песнава вергла. И тоа викам, леле, како ќе го направиме сега, али супер испадна епизодата и у монтажата супер испадна. Тоа е затоа што тоа е убавината кога снимаш со многу камери, имаш многу бекап. И затоа успеавме и да извадиме ситуацијата во монтажа, иначе беше пресмешно беше тоа. Ништо дај уште 2-3 камери да имаме стаја ние за бекап нека снимаат. Така, чисто. Чисто, Да. колку камери имате вие? Има две. Доста И она, доста. има едно уште едно, И што уште една има, ама ќе видиме, може ќе искористиме некад. Не знаеме зашто. Ќе смислиме. за трета, ама не ни треба трета така. За трета сезона. Сега сме, не сме. Четврта. Мене една од по-смешните епизоди ми е со Honda и со Да. како се каже Аксел. Аксел, Да. Аксел Мехмед. Таа ми е многу добра што Honda глуми Оджа, Аксел Мехмед глуми Поп, да. Поп.
И тоа моментот со сменување на улогите, Хонда како глуми албанец технички, тоа е смешно онака да го стварно е смешно да го слушам. Ние само што го помисливме ни беше смешно, а може да замислиш на снимање како беше тоа, не можевме да се собереме. Так. Има такви моменти што на пример на некој тоа би му било навредливо. И тоа на пример мене ми е многу глупо да го сметаш дека е навредливо, пошто прво е актер, второ се обидел да долови Не бе, нешто. алда моја, ја на Да. тоа, значи, не можеш да се навредиш од тоа. Човек што не збори албански се потрудил да одлуми дека албанец. Не, тоа со Хонда, на Хонда му беше лесно тие збори Да, да ги тоа. научи. Со Аксел беше најсмешното. Не можеше да запамти како да се крсти. Лево, дали, десно, значи цело време го утињаше тоа. Ајде, снимај пак, значи, Да. па ајде, па ќе заборавиме да го следиме, да видиме дали добро се крстил. И така на тоа ли јако беше. И Аксел е актериште во Диџе Ахмет сега одлична улога имаше. Сте ми вора? Во Диџе Ахмет одлична улога што фантазија и пуска има во Исцелител има исто така глумено што македонски збори пак се бори. Многу е добро што се снимаат и такви проекти, се прават такви проекти каде што моментот што цело време го збориме е приближувањето на културите и сите тие работи. Официјално завршивте прва сезона. Што се дешава сега за втора сезона? Се спремаме. Што се спрема? Се спремаме. Имаме воглавно се спремаме за темите што сакаме да ги работиме. Затоа што сега имаме можност на база на гледаност да направиме статистики кои теми биле најгледани. Што најмногу привлекло внимание. За чудење, најмногу внимание привлекоа епизодите што ние најмалку очекувавме. А тоа се епизодите што ја работат темата на екзодусот. И тоа покажува дека тоа изгледа голема болка на општеството. Тоа што се заминуваат младите. И свативме дека таа тема треба малце подлабоко и подетално да ја работиме. И меѓу другото, нели, хуморот, оваа со Оџата и Попот е исто едно од најгледаните. И сакаме сега втора сезона, ако можеме, да се направиме како првичната идеја што беше, односно епизодите да траат по 20 минути, да биде класичен ситком. А можеби ќе останеме на овој формат, само ќе го дуплираме и бројот на епизоди, затоа што многу малце ни беа 36 епизоди за да обработиме све што сакаме да кажеме. Така да тоа ни е идејата сега. И имаме некои драфтови на сценарија кои што веќе почнавме да ги пишуваме. И сега веќе ни е малце полесно да кажам, затоа што сега ние имаме искуство и свативме што функционира, што не функционира. Од друга страна, свативме кои глумци со кои имаат повеќе хемија, како функционираат, кои подобро, како да ги местиме на сцени и така натаму. Така да и ние сме сега поискусни и самиот проект созреа подобро. И ние цело време и кажувавме оваа првата сезона, самата сезона е пилот сезона. Така да мислам дека ќе Пробавте на телевизија да ја дадете негде или не? Па не, затоа што немаме таков договор со донаторот, значи бидејќи донаторот одлучува за тие работи, оваа сезона се реши да оди само на социјални медиуми. Мене искрено ми е стварно многу драго што е YouTube проект. Значи, јас сум се глупо да кажам зависник, ама сум многу голем љубител на YouTube и ајде да кажам маце стариот YouTube не е овој што е сега, пошто сега генерално нема многу интересни работи, освен DVD Гикови подкаст. И Чаршија? И чаршија, апсолутно. Сакам да кажам дека за мене лично мислам дека во Македонија се уште YouTube не е на ниво кое што треба да биде, но со помош на вакви проекти, на интересни, едукативни, забавни подкасти, можеме малце да го
кренеме YouTube да биде тоа што треба да биде. Супер е телевизија, супер е све, ама YouTube сепак ти е подостапно, кога сакаш можеш да гледаш, што сакаш можеш да гледаш и мене тоа ми е најдраго што стварно на YouTube проект дополнителни социјални медиуми. Ми фали што, криво ми е што се кратки епизоди. Го зборевме нели тоа дека за сите вас е тоа предизвик да направиш нешто да. Пократко, пошто сепак многу беше тешко. Мора да раскажеш нека. Да. Не да раскажеш во 5 минути е многу тешко да дадеш порака и да дадеш introduction на ликови, на ситуации, на атмосфера и Ептен ни беше предизвик. Значи, на почеток, прво сакавме да се откажеме и имавме идеја да предложиме на донаторот дали може да правиме како со follow-up, со хук, да ги правиме епизодите. Да речеме една тема да се разработи во 2 епизоди или 3, да биде со follow-up. Ама после свативме дека и тоа нема да функционира, зашто преку една недела ќе се емитуваат и тоа треба многу да чекаш. Ако правиш со follow-up или со хук, треба одма да биде другата епизода, за да може, нели, луѓето да се ја гледат, нема сега да чека некој една недела за 5 минутно нешто. И што направивме? Значи, почнавме да ги анализираме Monty Python и SNL. И свативме дека сепак може која е предноста на скечевите. Скечевите се со помалце ликови и нели истите луѓе се вртат, само приказните се други и нема потреба продукциски тоа да изгледа не знам како. Таму е битно што зборат и пораката што ја пренасуваат. А кај нас требаше и едното и другото, како хибридна форма, знаеш, комбинација како од скеч и ситком. И требаше некако тие две работи да ги скомбинираме, плюс да даваме introduction за ликовите, а многу ликови има, и да биде тоа јасно и поединечно ако ги гледаш епизодите. Али ете истуркавме некако, успеавме, така да... Се што спомнам за есена во моментот, стварно е како сцена и сценографија најблиску до есена. Да. Јас многу често и на подкастов кажувам дека во Македонија ми фали SNL. Значи на комедија, небитно кој ќе ја прави, како ќе ја прави, ми фали комедија во студио со сцени, со едно со друго, и ова стварно е најблиску нешто до тоа што најблиску е со тоа што SNL нели тоа го прават лајв и да тука е нивната формула, да кажеме, и они се стварно специфични и таа формула што имаат најдено, веќе колку години е тоа шоу старо и 50? Функционира, 50, да. Не 50 сваа. Да, и тоа ти кажува дека hit the jackpot, ние нашле формулата и тоа е тоа, која е нешто добро и 50 години. Сте размислиле за нешто такво? Уживо SNL вие например? Не сме размислиле, не е тоа. Виде, размислете. Размислете. Ние да се понудиме. Прави тоа. Па види. Ние ќе го снимаме, ама кој ќе го прави? Не, тоа е многу тешко. Многу е тешко, тоа треба умешност, не. Мислам, сигурна сум дека и кај нас може тоа да се направи. Само треба некој да засука ракави и да го направи тоа, мислам, да, зашо да не. Не знам бе колку ќе помине комедија, бе. Мислам, преска зборе, не, преска комедија ќе помине, преска зборевме за мрчење, за дискриминација едно друго. Не знам бе колку ќе помине добра комедија. Одма ќе го искоментира. Ама ќе помине. Со права екипа. Најдобро ќе помине комедија. Да. Со тоа што нели го правиме муабетот, ние сакаме оштра комедија како народ. Ние сакаме цинизам, иронија, сакаме шамари, сакаме така некој да не плеска. Па зато, преспав као си помина брат комедија, све. Не, ама не за SNL формат. Ама да, ама не, дека го зборевме го пратува, они се многу оштри во критиката што ги прават, значи. Тоа сакам да кажам, во Македонија ми фали SNL моментот они што го прават. Пошто ида против политика, против све можна. Значи све што се дешава у таа недела, они го прават да е ептен хумористична критика. За тоа би на англосаксонците ми се врв, затоа што само они можат така да
да кажам на тоа ниво демократија да покажат, затоа што немаат ограничувања, стварно не се плашат од ништо и секој можеш што сака да се каже. И од десена какви фацки имаат излезано низ годиниве што Уште искачаат. Уште искачаат. Тој младиот како се викаше, тој Манчес како се. Да, сега тој што има нов еден тој, да. со Сабрина Карпентер што глумеше и со Ариана Гранде. Сега има еден стендап има на Се има Netflix. стендап на Netflix, Да, од Puerto Rico и многу му е добар стендапот као. Да. Ептон му е добар. Ќе може да правиме на пауза? Може бе. Ајде, да кажи пријатели. Да се заблагодарам нашите пријатели како што се беше 32.5 кој што ни го обезбеди ова точка 5 место, но сепак ни го обезбедуваше и ќе ни го обезбедува и другото беше 32 и вие може да го резервирате за вашите настани и се останато. Сега се заблагодарам на Bento Bloom Cakes кои што ги прават најубавите мали бенто тортички кои што се 24 и се нарачуваат од 3 до 4 работни денови. Само се заблагодарам на Red Bull Македонија кој што не напива секој епизода со Red Bull и ни дава крилја. Само се заблагодарам на Goblin Games, најголемата најубавата продавница за друштвени игри кои што годинава славеа 25 години. Тоа е половина од есенов. Само се заблагодарам на Fat Kitchen кој што ни ја приреди храната и само се заблагодарам на нашите нови пријатели од Veo Neo. Ништо пауза дечки се враќаме. Епепе. Значи имаш голем поздрав од Тина е финска. Знам, Леле ми кажа, фала многу да ја поздравиш, многу ми пиша баш. И викам, абе Дојде дојди. со тебе работи? Не, пријатели сме само. добре. Викам, абе дојди позади ке седиш Ја немам видам многу одамна, да. Ми вика, сакам да дојдам, ама нешто фамилиарен ручек и плюс D&D вечер ке играле, Аха, ке шо играат и... да ја поздравиш многу. Поздравена си Тина. Поздравена си. Преска правихме на интересен муабет, чаршија колку можело да се би можело добро да се продаде у странство. Односно, не, извини, не у странство, туку на луѓе кои што би изразиле желба за да дојдат како туристи во Македонија. Види, има две варијанти што и јас ги имам некако сврзано клопче како теорија у глава. Првото е дека мислам дека оваа серија би функционирала добро во држави каде што има кантонизација или има повеќе службени јазици, затоа што тоа ќе им биде поблиску, да кажам, ќе ги разбираат тематиките, ќе ги разбираат проблемите, а од друга страна затоа што сега све ни е блиску, значи од ова телефониве и од социјални медиуми, од YouTube. Омилена работа за гледање на YouTube ми се влогери што патуваат. И буквално толку добро Другарче ги едно прават. го имам, само Мишко, Добро. само тоа го гледа, Да. ама не влогери што се снима, то не си Ликот гледа лайфкемс. си става као камерче, не, Знам, и си тука се или на шета, капа. Да. и си се шета и тоа вика, да бе, вика, у Токио, ваму, таму, викам, Он тоа, го снима тоа. не, А он ги гледа. Он гледа, Аха, гледа. он ги гледам, викам, добро е, ти дози, ја не можам тоа, сега Ја да, можам. И да тоа гледам што како гледала. се шета некој. Има некој многу откачен, има еден Bolden Bankrupt, не знам дали го знаеш. Тој многу го Ги сакам. знам повеќето и... И знаеш да, значи такви некои екзотични места што О, не се врв, тотално значи, она... не атрактивни да кажем, и он ги шета и сега тоа све кога го гледаш на YouTube некако толку ти е достапно како да си бил тамо. И затоа мислам дека може чаршија буквално да функционира во такви услови било каде да се гледа и дека сега веќе на луѓето им е интересно затоа што премногу веќе работи знаеме. И само бараме, валјда и вас ви се случува истото, на YouTube бараш нешто интересно што не си видел, што не си го искусил да го гледаш и затоа можеби такви како Bolden Bankrupt Да. или има една што ја следиме ние русинка е од некој Татарстан, од некој такви на црвено коса такво што ја шета буквално цела Русија ја прошета и многу забегани места човече тоа по планини, по брда, по пустини, по шо не отида. И такви некои искуства и кога ги гледаш тие работи, све ти е некако блиско. И мислам дека може да биде екзотично и за некои други
држави каде што немаат баш многу контакт со вакви места како нашава држава и патем не знам како ја доживуваат нашава држава, мислам дека се уште ја доживуваат како банана. Third world country. Така Не да. бе, ја викам супер, дај Боже да си останеме така. Да, нели? Супер ние. Да. Супер ние, кјути. Тек сега ќе почнат да се враќаат сите назад. Па се враќаат, многу Се враќаат многу дека Европа стварно не е више. Стана многу тешко таму за живот, да. Ни се враќаат, нас ни е супер. Ние сме си навикнати, ние си знаеме што треба да направиш у система за да можеш да функционираш. Да го знаеш. Бомбона ни е. Тоа- Одлично ни е. Некој треба станови низ град да ги напълни, смисла. Така. Да. А и иначе кога кажа за тоа за влогери, сега ме подсети едно време бев заразен со еден тип што се шверцуваше во возови. Озбилно, као се снима влагал воз за јаглен што пренесува. Уште ги има такви фацки. Да, Сега и нели тоа во Мауританија е многу популарно Да. тој возот низ Сахара што Да, не поминува спустина се и Да. само... Но ама не, овој као буквално се шверца, овој Да. влага у тоа и се крие у едно ќоше. У вецото? И У вецото као се и иде на забранети места, отиде Јако. бил 3-4 пати у Чернобил, ама у Чернобил у тоа у најјакото. Сега има Интерес, 3 раца. реакторите. И не бе со такво си се движеше све и Не бе, супер, типот тоа не бе. најјако е што каде што ќе иде као следачи се со него и еден му вика ја ќе те водам, знам се, ама увеќе маскено. Со маска е обавезно. И иде низ ќе се качи на воз еден, знам у Хрватска дека беше. Си толку последно знам после тоа А као илегално влегуваш? као илегално си После тоа... Жив ли? Да, тоа е добро прашање. Не знам ни као се викаше најискрено дека ќе пуштам еден клип, а втор клип, а тоа ми е многу лошо кај мене што не ги памтам имињата ни на автори на стрипови, ни на не знам режисери кој знам за тој режисер, ама не ми текнува дека тој го режирал тој Тој филм. филм, да, јасно. И сега на Не ми YouTube битно дека тоа пати. и скроз тоа ми е малце мана. А ако го најдам пак ќе си го пуштам. И да ми го Да видам. пратиш. Дали е жив човекот што прави? Да видам да Едно затвор прави содржина. Да, сега ќе од една кели у друга ќе пробам со воз да Да се пренесам. Со лажиче да ископам. Да. Кога сме кај travel јутубери и влогери, ја мислам дека љубовта према туризам што ја добив, мислам дека ми беше преку тоа. Пошто се запишав средно туризам, тотално рандом, сакав да учам нешто што не знам никого у средното кај што отидов, се заљубив тоа. Ја седни не си. знаев дека има средно туризам. Има Лазар Охрид Танев, тоа што- Лазар Танев угостителско, Август. ама има и туризам дел за учење. И после тоа се заљубив што се запишав на факултет и завршив се на мастер студии сум на туризам и многу ми убаво. Порано следев еден лик, мислам дека се викаше Fun for Louis, мислам дека се викаше, како се суканици еден лик кој што секој ден е буквално на различно место. Се зима оваква обична влогинг камера Canon G7X и оди на толку тропски, толку прекрасни места, джунгли, зима, мислам, снежни места, што фантазија е. Затоа им беше прашањето чаршија продавање на туристи. Па може да биде тоа атрактивно дефинитивно затоа што чаршијата само по себе е човеча магија, мислам. Нема тука, не знам, ја тоа го чаршијата ако би ја дефинирала како некој човек, мене ми изгледа како некој многу стар, мудар и забавен, Со смешен брада. човек, да. Што правиш смешки, знаеш, такова мудар многу и го гледаш и тој човек не може некој да не го сака. И таква е чаршијата, не можеш да не ја сакаш, значи толку мудрост има во нејза, толку има
патина и не знам, толку многу култури и сето тоа. И затоа и на странците им е толку интересна чаршијата. Мислам, на страна странците нас ни е интересна чаршијата. значи, Апсолутно. тука Мене некако, јас секогаш кога одам во чаршија, ми е некако како ново доживување. да. Пошто знам дека нема да ги видам истите луѓе, ќе видам некои Да. нови, работените сигурно ќе бидат истите, ама различни карактери, све едно Да. друго. И буквално чаршијата никад не спие. И са бајле имаш Да. бурек и навечер имаш журка. Иначе многу ми е драго што жив на чаршијата, не знам вие дали го стигнавте тој период пред 2005-та. Да. Беше мртва чаршијата. Да, немаше ништо онака беше, ништо да. немаше учаршија. Беше страшно да одиш Ја во бев чаршија. мал, ама Да. знам дека аз се Да. стемни, не треба Да, чаршија таму да не идеш. треба да влизаш. Да. Тоа беше Не знам, не страшно. мислам, Добро, ти си брат, ти Е, тогаш кажи, си ајде, кажи. градинка си бил. 2000-те. Ти си многу млад. Gen Z, Иначе го најдов за типот као. Го најде Леле како да се ми го вика? пратиш обавезно. Кажи? Шај, С Х И Е И Y, Шај. И последниот клип му е пред еден месец, значи жив здрав Жив е е. човекот. Си пато и имаше Да. ми искочи у Србија. Пиши му да го договориме за подкаст. Човече 2,88 милиони сабскрайберс има. Да, као човеков си, Вау. тоа му е работа. Како не сум Да го се шверца. начекала, Баш се шверца. Ева го До сабскрайб душа, правиме. денес кога ќе кажеш 2,5 милиони на YouTube, па за многу поголеми јутубери не е Не некоја ништо, да, како да зовем Да, Мистер Бист, да. например, тако го ги. Ама 400 добро брат, милиони. Да. Знаеш колку е 400 милиони евра? Много. секој го се, ја не го следам мислам. И ја не го следам, мене ми е малце досаден. он. Ја На- ги сакам овие ваквите што се поегзотични. На почетокот ми беше интересен, Да. ама више не. Добро, сепак тоа е Мистер Бист више high Много е production high as production, да, fuck онака, многу. Мада овие од High Production ми се свигаат многу овие Yes Society. Еј, да. Да, они се некако многу топли, многу Мгм. се некако... Кој се тие бе? Не знам. Многу Кој се се добри. рекевери? Yes. Yes Society, Yes да. Society. Yes, како, да. Интересно кај Мистер Бист е интересно моментот што многу јутубери кои што сакаат да се новинари, а никад не биле новинари, прават многу како се кажа ми летна зборот. Прават анкети, прават документарци и сите тие работи, што точно има Мистер Бист во продукцијата и Мистер Бист многу пали. Значи да му ја Да, ставиш да, да, сликата и да. името готово, тоа Да, ќе биде гледано да. сигурно. И секогаш неговиот лик, името и пари. Толку. Тоа одма знаеш дека го гледаш. Има доста интересни што сум ги изгледал интервјуа, беше збора што ми летна преска. Доста интервјуа што му имаат правено од човекот, некои се онака бези, као како правиш толку пари? Само окей, знаеме, више од 10 Да. години е човекот тука, ама има некои што Не можам да ги најдам ти. Yes ќе ти ги пратам Society. после. Да. Не можам да ги најдам, нема Но веќе. има луѓе што многу длабоко влегуваат во целиот негов процес на работа и се останато. Види, он исто има откриено формула. Значи, Апсолутно. он ја направи таа формула, тоа што викаш ти лицето, парите и некој, нели, он не знам дали он го измисли, ама он го популаризира тоа да оди да помага на, Така не стана знам, популарен. на слепи, на у Африка да прави бунари. Да, не знам тоа му што, се вика така да, бист филантропија. филантроп. Филантропија прави Да. си има, значи за све си има специфичен тим што му го прави тоа. И за филантропија си има специфичен тим кој што му го води само тој канал и Да, и за донација, али тоа еден ден ќе бидеме и ние го мислам. Не, Македонци. не, ќе ме кон Мистер Бист. Јас сакам у Македонија да се живее. Да. Шубо ми е. Америка. Слушај, кога живеа во Турција, пошто Истанбул е ненормален Истанбул? град. Истанбул е 22 Мене ми е милиона. омилен град на свет. Значи, може да ти омилен за шетање, за живење. Не, за живот, сакам да живеам таму. Би сакал ли, Да, леле? да. Ја сакам таа брзина, тој хаос метеш. Добро. Сакам да пробам, не сум живеал многу. Млад. Да. Само 20 дена највише. Јас мислам на 20 години и отидов така. Тука, башка растена тука, оваа околина, значи Козле, Тафталиџе, ова и во Скопје можеш буквално од денот да завршиш 5-6 работи. Во Истанбул не можеш, значи таму можеш само една работа да завршиш, од денот и толку. Значи
цело време ти поминува во собраќај. Прва работа, втора, и да не ти поминува во собраќај, толку те изморува тој град, не можеш ништо друго да правиш. Тоа ми беше хорор. И не можев, најголем проблем што ми беше, значи ми бара очите празнина. Не можеш, брат, нема таму ништо празнина. Немаш кај да се сврташ, не знам, у морето гледаш бродови, дигаш глава нагоре, Авиони летат. Авиони, облакодери, луѓе. Јуриш подморници пред тебе. Да, цело време има некој движење и тоа почна да ми смета мене затоа што ја тука сум навикната, нели, Помирно. помирно Не, а ти рачунај. празни тротоари да гледаш, што мислам. А ти рачунај у Дојран кој идеш и ти викат чеки бе стои, дека се варкиш. Таму пуше па поспоро е. Уште поспоро, ако. Таму ја тоа сум сега ака таму многу споро живеат. Аби ние тука споро живееме во Скопје. за Да, разлика ама од други у градови. Дојран е посебно споро. Да, сигурно, верувам, да. Дека се варкиш, чеки стои, дека се варкиш. Ке ја завршиме работата, седи. И стварно ќе Па стварно ќе се заврши. полека. Јас за таму сум, не сум као младичов. Да, младичо. Не, Брзо Истанбул, да. да живееш. највише што имам искусено живеено во Истанбул е 20 на дена. Изморува, нема стварно празнина. Сега да го искусам на неколку месеци и да речам, окей, ова е Да, тумач. не- Ама брзината некоја што ја има тој град многу ми е Да, многу си убав. има некоја убавина, ама знаеш како после како поминуваат годините, си Апсолутно. бараш поише мир, поише некоја сталоженост, ти свети смета. Нешто да не треба да се варкиш. Не, јас можеби највише се заљубив во Истанбул кога на автобуска станица од 2 сат сабајле до 5 сат сабајле чекав автобус за на кај Анкара и видов мислам дека ги видов буквално сите култури што се можни на светот. Да. На секој 5 секунди се застанува и си трга различен автобус. Дубај, Саудиска Арабија, Казахстан, не знам више, не ги знам кои беа регистрациите. Видов преку милион луѓе сигурно во 3 сати. Ја викам, не, овој град Лудила е. Да. лудило и овој град никад не све, пошто тој што од Казахстан знае дека треба да дојде и после ме на работа. Него не му е битно што 4 сата са бајле. Мене ми е битно пошто ми се спие и чекам автобус. Него не му е битно. Он знае дека треба да биде во Истанбул или во некој друг град треба да фати, ама И тоа е град фасцинација. кај што постојано нешто ти се случува. Значи не од У Истанбул? динамичен, да. Значи ми се случуваше дома да седам и дома да ми се случи. Шегел, сега дома ќе се одам дали ќе се случи нешто. Ова морам да ви ја кажам оваа случка. Беше испитна сесија и цимиркиве ми беа отидени да учат по на факултет кај нив. И јас сама дома учам. И од нигде никаде бев на трети спрат, ама во Истанбул на трети спрат, ако си на удолница, од другата страна си на шести спрат. Да. И од оваа страна сум на трети спрат си се качувам, ама дневната ми беше буквално на шести спрат. И се на шести спрат, замисли, ја учам усред балден и само слушам тропање. На балкон некој ми тропа. Викам, човече, немогуче ова. И одам од собата, од дневна, и гледам, комшиката земала една, како се тоа, корпа, и ја спушта, пошто Истанбул имаат навика така, спуштаат корпа доле со пари и маркетот им става што ќе се нарачат ливче. Тоа ми текнало Да. мене да го ваквам, ама гледаш на Ама некој. не живееш до маркет. Оу, тоа е у Турција. Не бе, за да не Да, да. живам со ќе идам од маркет ке пазарам и сега 5 пати да не се качувам, Јана да пушти една кофа, да товарам, да качи, ја другите ствари ќе земам. Тоа кај не знаеш кој вика. Дете, Да. дете ај собери ова. И комшикава ја клати корпата за да ги избрка овие, како се кажат, еве сам избега зборот на македонски. Гулабите? Не гулаби, него албатрос. Како се каже на македонски? Галеби. Галеби. Да, галеби. Значи да ги избрка, а ја дете од Скопје навикната трошки нешто што останале на балкон стајно за птиците. Така, да. Ама ја немам представа дека тоа е Истанбул и дека галебите се агресивни.
И Да, и толкави се, големи не се. И големи се и агресивни се, и она за да ги испрка галебите. Викам, човече, а еден спрат над мене живе. Искачам, добро викам, не можеше да се симнеш доле, да ми тропнеш на врата, да ми кажеш, значи, не така да ми сплаш. Па вика, ја мислам, нема никој дом. Така да, тој е град кај што постојано нешто се случува. Или со метла, онака, да ти Не, ја Да, не да. сум за таму, јас сум за Не си ти за победно. таму. Да. Ја му се чувам на вујко ми, сакам живи у Австралија, сака да се пресели у Истанбул. Тоа не да е cultural шок, е Да, тоа. да. Пошто, например, ние немаме толкав cultural шок Да. да отидеме. Нас не е Ама од блиската. Австралија... Ама добро, брат, тоа не пораснат овде, Абе, што е бе пораснат, колку време живее во Австралија? Поживее, брат. Е, поживее, знаеш што ќе му се деси, не? Тој поише австралијанец него македонец. Да. Ќе видиме. Нека проба. Нека проба, што? Нека проба. Нека проба. Ќе се врати и он, ајде. Сите се враќаат. Да. Ќе привршуваме полека? Да, може. Сибел, сум спомна, ама едва чекам втора сезона од Чаршија, едва чекам да видам дали ќе се подолги епизодите. Нели зборевме и зашто се пократки сите тие работи, но сепак многу ми е драго што се прави ваков проект кај нас, што луѓе можат да уживаат во овој проект. Се надевам дека ќе стане се популарен со втора сезона, па и прва сезона ќе остане нешто што мислам, ние и затоа и го правиме овој подкаст. Го правиме за можеби се овој никој нема да го гледа, ама за некоја година, за не знам, за 2-3 години, можеби многу ќе биде гледан. За 10, нема да 2-3, за 10 и за 15 години. Ако некој постои пусти- YouTube. Така, постои, брат, не може тоа више толку една влезено да не можеш да го трнеш, брат. Постои, да, да. И да го трнат као YouTube клиповите, сите ќе земат ќе префрлат на таа. На друга платформа, да. Така да... Тоа сега да кажам, го правиме за да остане за веки векова, што би се рекол, и многу ми е драго што ние го правиме ова, што се прави ваков проект како Чаршија. А дали имате план за можеби некој друг проект, можеби спин-оф на Чаршија, можеби Имаме многу проекти во филка. Плоштад ќе се вика спинова од плоштад па завеш у Па Чаршија. после одиме аеродром, па Така, после Маđари. Паченто, Маđари. По општини, па после Дојран. После Македонија цела ја зијаме. шо е? Не, па Дојран, у ствари, Дојран е многу мултиетнички, знаеш колку турци му Дојран. Да, знам и тоа е мешано. Дојран е онака као 50-50. Да, убаво е таму. Мислам, дури таму е поубаво живеат од Да, Скопје, бе. дефинитивно Да, бе, помалите не, градови, бе, таму си се Да. пораснати се заедно. Ние исто многу се чудевме, бев жири на фестивалот Отело, тој е меѓународен фестивал театарски во Гостивар. И една недела бевме таму и ја не можев да верувам колку убаво си поминав. Значи, толку беше тоа едно многу забегано искуство. Свикаш, абе, Гостивар се. Али толку се смеевме, толку се забавувавме и таму стварно живеат мултикулти. Стварно, они се онака баш пример како треба да живееме сите. Да. Така да се надам ќе дојде еден ден и тоа да се случува, зашто доаѓаат многу интересни генерации, многу паметни генерации, деца што не им е многу гајле овие банални муавети што ние ги правиме и многу се попаметни од нас. А и јас сакам да ви се заблагодарам за овој подкаст, стварно е кул ова што го правите и да си продолжите да го правите. И ја мислам дека сте гледани, не е баш така вие како што викате, не знаеме дали ќе се гледа или нема да се гледа. Така да влијателни сте на некој начин. А и тоа што го правевме муабетот фали малце нашава подрачје да се произведуваат повеќе работи, да се направи повеќе конкуренција и да имаме што да гледаме повеќе, затоа што де факто веќе новите генерации не ни гледаат телевизија, така да се оддалечивме сите од тоа или Ја со мислам ќе се платформи врати или таа култура на телевизија. телевизија? Да. Ако се направи со држини, ќе се врати. Да, све зависи од тоа. Па ќе видат телевизиве дека Не ја бива. не ја бива и Не ја ќе бива. почнат да размислуваат као на времето што размислуваше А1 и ќе почнат да се врати Да. се као што. Па знаеш како на овие што се овие препуцавања
политички, не знам што, тоа на младите им е многу смешно да го гледаат. И сега замисли тие не млади улева. ќе бидат возрастни уште малце. Така? Ти не можеш тие млади, тие луѓе на тој начин да ги анимираш со телевизијата. Абе, шо не направат една телевизија и нека пример таа телевизија за политика само, као што има као арена спорт што е за спорт. Нека сега политика, кец, двојка, тројка, 10 политики нека има. И секоја партија да си има свој канал. И нека си што сакат нека Сакат да прават го тамо. спорат, да. Ама секоја партија мора да си има свој Абе канал. сега као се црвена Не, нека е за едните, плавна бе што сакат Ама нека мора да е прават. така, не може едната за сите. Готово бе, така нека биде. Ама нека остат на Да. една нека е телевизија само за турски серии. Нека се пуштат турски серии таму. Други бе да мајка ми тоа ми кажуваше, ми вика за време на Југославија ќе пуштиш вести. Ударни вести беа спорт, што се десило у спортот и што се десило у поле на култура. Бојно поле. Политика вика никој не го занимаше, не беа ударни вести тие. Затоа што Пушташ била сега јака ти Па вести. немало политика, бе. Прво што ти прават политика, бам. И ти одма менјаш. Ама немало политика, тогаш имало една партија Имало, и бе. толку. Не бе брат, у странство имало. А, добро, Сега да и збориме за... кај нас те трујат со глупости. Не бе, пошто кажа Југославија, за тоа те зборам немало. Како и да не навлегуваме во Да. политика. Иначе, што спомна за гледаност. Нас не гледаат мали, се млади. Нас, она age range ни е 18 плюс. Ама тие младите, за некој време ќе пораснат и Да. чека да гледам овие двајца дука подкаст што Тие имаат прават. еден друг проблем, тие не можат подкасти да гледаат. Нема шанси. Да. Они гледаат многу шорт контент и ама мислам дека и тоа ќе се смени. Се менја. Се менја. Знам по Сидми, по поголемиот, не му дававме да гледа шортс или рилс. Ама дај бе сега тие глупости ќе ги гледаш. И сега на малиот која зима да гледа шортс, овој му вика, дај бе вика остави тие глупости као Го учи, да. не ги гледај. Да, да. И викам добро е, имаме напред. Не, има многу се интересни нови генерации што доаѓаат, не знам, сега еве ти имаш деца, имаш контакт и стварно се многу бистри. Значи Многу. мене ме чудат дури колку се бистри и паметни и ја не сум од тие што бе млади за ништо не ги бива, не баш обратно е нас за ништо не бива. Ние failed. Значи ние како генерација failed тотално, направивме хаос. Не направивме ништо. Значи Ама да, ама ако создадовме гледаш и ние као добра генерација многу све тестира, да кажам, на нас. Ние пораснавме, не знам ти која генерација си. Јас сум 87-ма. Па, Да. јас сум 89-та. Ние Па јас сум 2000. пораснавме со немање на компјутер, Да. со компјутер, со dial-up интернет, со Со ASD, пејџери, со со све. пејџери, па затоа ти као да тестира на нас, чекај. Да. Ајде, ќе почнеме да видиме. И затоа ти на децава се им покажат као пејџер што е ова. Баш Да, има да. клипови на. Ај за технологија да не збориме, него зборам општо како општество, ние не направивме добра иднина за нив. Значи, еве го резултатот што се случува во нашата држава, али овие генерации што доаѓаат, они не прифаќаат компромиси. Ние бевме многу такви повлечени, што ќе ти сервираат тоа, QT да има мир у куќа, ти текнува, значи тој беше ставот наш. Само да нема војни. Зашто? Зашто цело време у војни пораснавме. Да. Овие младиве не се такви. Они не се такви. Они одат до коска, ако бе нека има војна. Разбираш? Ама ќе си го истераат нивното. И тоа многу ми се свиѓа, многу се opinionated. Имаат онака став, имаат мислење и тоа е многу добро. Затоа и мислам дека ќе газат. И без разлика што сите викаат немале attention span или не знам што, или не ќе да учат, па што да учат? Сте ги виделе ли книгите што се учи? Значи, Катастрофа тоа е се, ја многу не знам, лошо. ја прваче сега ќе Да. не знам како ќе се справам со учењето. good luck. Не знам како ќе се справиш, али нормално е тоа дете да не сака 40 минути да седи на час, бре. Значи, има сега толку многу современи методи како тоа све да се смени. Тие деца знаат многу повеќе од нас работи. Затоа што имаат многу пристап до информации и они веќе
веќе се паметни. И сега ти не можеш со такви банални работи да го држиш тоа дете 40 минути на час или 7 часа да го држиш, глупости, да носи токав ранец. Не знам, мене уште тоа не ми е јасно зашо нека толку ли им е скапа да стават за секој дете по една шкафче у школиве? Да не мора да Тоа макнам башка. ја цел. Остај ги ти Да. оваквите у школа, книгите, кој час ти е, тој си ги взимаш книгите, си идеш на час. Ранецот го оставам у шкафче. Да. Нека се стаи една просторија, нека се направат да се шкафчиња таму и чао пријатно. И домашната. Глупости, многу нелогично. Домашните сега ги пишуваат у школа, така да... Ба добре, ета нешто се сменило. Што би рекол Ди Каприо во новиот филм, Viva la Revolucion. Да. Супер филм е тоа. Сиво, фала ти премногу за гостувањето. Обавезно ќе мора да направиме и втора подкаст епизода, имаше многу муабети. Специфично кога излезе Чаршија сезона 2, можеби некои други проекти кои што ги чекаме. Може и на сет да дојдете. Може Ја да многу ми е интересно на сето. Да. Дека сум снимал и реклами и све и кога снимат? Седам позади камерманот и чутам. Само ја и си кјутам и си седам и си гледам у екранчето што многу ми е. Ако ви треба луѓе за позадина, не треба хонорари. Абе ќе метам само да. Да. Кионар Не ви се треба сам ништо. кионар да видам. Да, Ранер ќе видиш. Да. Сега да се појавам на кафе или чај, толку. Не мора да се појавам ја. Не бе, не. Статисти секогаш не треба. Треба. Некам хонорар, некам само да видам како е. Мислам да искусам како и на Чаршија специфично Да, снимање. на Чаршија специфично е многу забавно затоа што стварно е мешана целата екипа и позади камери е мешана. И камермани и све и техника и сите се мешани. Сакам да кажам од различни националности и како еден екосистем си функционира сам по себе како позитивен пример како може да функционира едно општество убава, весела, срекно и така натаму. Така да повелате, вирум. Така, дечки, ако не видите како од позади во Чаршија во сезона 2, Да знаете дека We сме did се it. договориле. да, We have a deal. we have a deal. Сега ја се благодарам на нашите пријатели. Имаш уште нешто да кажеш? Ще Не, да и се заблагодарам што не угости оваа епизода. Фала ви на поканата. Мислам дека не кажавме преска, ова требаше в студио да биде за 4-та сезона. Точно, да, ама зашо да не и крај на трета? Да. Мене каучев, мислам Двосеров, малце тврд, ама Да, ќе Добре. да, уште дупката му ја нема што направи. тоа се да кажам Батпринт, како Sheldon од Big Bang Theory, Батпринт треба да му направам. А до Батпринтот, само се заблагодарам на нашите пријатели, како што се Base42, да, 43 ќе кажам. Base42 кој што повторно ни обезбеди простор за снимање како овој 42,5, ќе му даде име на место. Не бе, о студио си има име. Како е? Па као беше Only Fans. Ма така сега подкастот. Така сега другиот подкаст. Да, ама извеат така ќе викам. Добре, наше име ќе му дадеме, да спиде специјално. Ќе се договориме. Ќе пуштиш еден пулс за гласање за име на студио. То, не ми тегна тоа. Така, се заблагодарам на B42, сега исто така се заблагодарам на Бенто Блумкеј, кои што ги прават најубавите мали бенто тортички кои што се од 24-ца и може да нарачате за скенирање на овие два QR кодови кои што се на вашата лева и десна страна. Само се заблагодарам на Red Bull Македонија кои што повторно не напио оваа епизода со Red Bull им дава крилја. Само се заблагодарам на Goblin Games, најголемата и најубавата продавница за друштвени игри и нрдовска и гиковска продавница кои што оваа година славија 25 години постоење. Само се заблагодарам на Fat Kitchen кои што ни ја приделува прекрасна храна. Само се заблагодарам на нашите нови пријатели од Нео и И тоа е тоа. Како Клапа ше- и клапа, фала дечки од мене, се гледаме на наредна епизода. Сечи. Так. Епа на здравје.